Дипломирав архитектура 2011. Да, занаетот мене ми беше присутен уствари од 2005 навака. Имаше еден проект 2005 ревитализација на стари занаети. Се викаше беа одбрани 10 занаети кои што веќе беа на раб на изумирање. Филигранскиот занает беше во група на тие 10 затоа што немаше никаков интерес за него и многу малку луѓе го работеа. Го сваќав она што го научив и која е големината конкретно на филигранскиот занает. Сепак филигранската техника и филигранскиот накид се дел од нашето културно наследство, така што и низ моите студии кога учевме за архитектура и уметност на Македонија и така натака се запознавме и се разбере и со накидот од антика па се до ден денес, не сите тие развојни фази го спомнавме на моменти, така што се повеќе и повеќе јас станував свесна, односно го осознавав нашето културно наследство, кај живеам, од кај доаѓам, што ова наше мало парче земја има како тежина. Јас ја работам традиционалната техника филигранска, таа ми е матична техника, меѓутоа со текот на годините стигнав до некој мој препознатлив современ стил и израз, за што сум посебно среќна, заради тоа што тоа е најверојатно и амбицијата или желбата на секој еден дизајнер, нели, да биде препознатлив, да си ја направи својата препознатлива линија. Меѓутоа, она што е карактеристично за денешниот филигран е она што ние, новите филигранисти, го правиме. Тоа сепак е филигран, меѓутоа направен низ нашите раце и виден низ нашите очи и представена некоја поинаква визија, односно димензија на филигранот. Така што филигранот сепак живее, значи и денеска во 21 век, ако е сериозно многу стар занает. Каде јас се гледам себе си и својот накид во иднина, јас се гледам дека се уште го работам и дека го развивам дизајнот, го развивам во тој современ дух. Не се поместувам од традиционалноста на техниката, односно од она што е филигранот во суштина и дека филигранот сепак колку што може ќе си го најде местото на таа современа сцена. Сепак јас сум една од повеќето дизајнери кои што сме дел од таа македонска сцена на современ накид или на современ филигран, така што не знам, екзистираме, се бориме и така. Се зависи тоа што вие сакате, дали знаете што вие сакате, што ви исполнувате, дали си го давате тоа на себе си. Затоа што мислам дека тоа е на крајот од денот и поентата. Така, да бидете среќни со самите себе си.